Функционерите ја прават корупцијата и злоупотребите во институциите, поминуваат неказнето, а одговорноста и последиците ја сносат само вработените од пониските ешалони. Синдикатите и експертската јавност го кренаа гласот. Велат, повеќе нема да молчат, додека властодржците си ги вработуваат своите деца, внуци, роднини и пријатели, а потоа последиците од коруптивните скандали мора да ги сносат сите вработени. Полнењето на државната администрација со непрофесионални кадри, велат, има силно негативно влијание и на стопанството. Корупцијата во извештаите пишува дека потекнува токму од именуваните и избраните лица. Вработените во јавниот сектор трпат заради таа корупција, трпат заради непотизмот, се ствара еден голем јаз помеѓу вработените. Ралповски додава дека непотизмот, односно неконтролираното вработување роднини во институциите, силно и негативно влијае врз психофизичкото здравје на професионалците во јавниот сектор. Тоа пак за возврат директно влијае врз ефикасноста на институциите. Професорот по трудово право пак Лазар Јовевски вели дека корупцијата и непотизмот има катастрофални последици по државата. Системот се руши одвнатре. Корупцијата во јавниот сектор, непотизмот, непрофесионализмот делува девастирачки на повеќе аспекти. Прво, на продуктивноста на сите оние кои што честно работат. Тие се обесхрабрени и не сакаат да работат. Понатаму, делува демотивирачки за младите луѓе да влегуваат во јавниот сектор и да станат дел, вистински професионалци и дел од јавниот сектор. Експертската јавност појаснува дека ова е една од главните причини за масовниот екзодус што и се случува на Македонија. Сметаат дека државата веќе има законски решенија и механизми за да ги превенира и реши овие проблеми, но политичарите немаат волја да ги спроведат законите само затоа што така им одговара.